Со помош на електриката и Volkswagen, Capri повторно ќе живее. Ford одлучи купе кросоверот базиран на европскиот Explorer да го носи легендарното име. Во духот на времето и трендовите представува впечатлива промена во однос на фраерското купе од пред половина век, иако дизајнерите тврдат дека пренеле некои од неговите стилски карактеристики. Тешко забележливи, тие сепак придонесуваат новиот Capri да биде привлечен. Линијата на покривот е скоро рамна, правејќи барем одстрана гледано повеќе да изгледа како подигната лимузина. Предниот чудно заоблен дел со подигнатите светла му дава уникатен изглед кој допрва ќе се коментира. Благо испапчените крила и задниот дел треба да го доловат спортскиот карактер на претходникот, во што тешко ќе успеат. Затоа пак покрај стандардните од 19 инчи Ford ќе го продава електричниот кросовер и со тркала од 20 и 21 инч. Кабината главно е како кај Explorer со вертикално свртен екран од 14,6 инчи, кој се поместува горе-долу, откривајќи тајна преграда за ситници. Пропорциите на Capri скоро се поклопуваат со оние на Volkswagen ID5, што не треба да биде изненадување. Подолг е и од Explorer за 16,5 см, од што најголема придобивка има багажникот од 570 литри. Кај механиката се е очекувано и нема изненадувања. Основната верзија ќе има погон на задните тркала со електромотор од 286 конски сили, доволни за спринтот до 100 за 6,4 секунди и ограничена максимална брзина од 180 км на час. Батериите кои содржат доволно енергија за поминување 627 км до 80% се полнат за 28 минути. Варијантата со два електромотора, која на сите тркала испорачува 340 коњи, освен што е подинамична, има и малку поголеми и побрзи батерии, но сепак помала автономија. И наново заживеаниот Capri ќе се произведува во Келн во Германија. Цените таму стартуваат од 52.000 евра, што е 2.500 евра повеќе од Explorer.